Да те прашам прво, како почна со едрење? Да ни кажеш за сите тие што не те познаваат можеби. Како си почнал со едрење? Прво, пред да влеземе за Атлантик. Да. Почнав кога имав 6 години. Прво учествував на првите две летни школи. Така да од 8 година, кога го освоив првиот куп на клубско ниво, добив право да се пласирам за младенци во репрезентација и така продолжи. Затоа што и имаме и езеро и полесно ти е, така да? Да, не, прв спорт ми беше фудбал, али не ми се свигаше многу, па почнав да пливам, али базенот се затвори тој период и продолжив со едрење. Супер. Како ти се роди идејата за да одиш во Атлантик сам? Идејата беше тука цело време, уште кога ја градевме првата едрилица, но не беше дефинирана. Беше одамна тоа, така да како што стегнав искуство, како што напреднував со првенствава, така и полека со време се формираше целава идеја за прекоокеански натпревар. Значи едрилицата што си ја правеше за овој натпревар не е првата едрилица? Да, не е првата едрилица, ова е втора наша едрилица, иначе многу едрилици се изградени во Струга. Ова едрилица ја направеше сам, нормално со малку помош. Кој беше можеби најтешкиот момент или најемоционалниот момент? Извините, претркав. Во градењево не се соочивме со некои посебни проблеми, пошто е нешто што имаме практикувано. Така да најмногу помош секако добивав од татко ми, пошто цело време сме во целава работа заедно, настрана од него нормално другариве и клубскиве членови. Како се вика едрилицата? Едрилицата се вика Пиксел. Пиксел. Така ја крстивме пошто е премала. Како би ја опишал Пиксел? Нејзината големина, материјали, некои посебни измени? Да, Пиксел е 5-метарска едрилица изградена од дрво и заоблиена со полиестер. На некои делови е појачано дрвото и самата конструкција, сепак се гради според правила и препозиции што се од надпреварот Сетка Атлантски предизвик. Тежи 460 кила се вкупно, на целава таа сума можам да додадам уште 450 максимум килажа, така да целосно не смеам да надминам 850 кила, има 7 метри јарбол и неколку сета на едра. Дали е првата што е толку мала или си правил сейлинг и со помали? Не, сум правил и со помали едрилици, сум едрили со помали, али за ваква намена, за прекоокеанска дефинитивно прв пат ми е на толку мала едрилица. Пред неколку дена се врати од квалификацијата. Точно. Така, значи ја помина и тоа. Што научи од тоа, како беше, ако можеш малку ќе видат и на видео, пошто ќе ставиме некој видео да видат како беше и тоа? Секако. Квалификациите ги завршив на две етапи. Првите два етапи беше чисто да се запознам со едрилицава, да видам какви ерори би имал и обично првите 200 мили ми беа чисто само за поправки, подесување на некои системи, подобрување на некои системи, така да веќе после недела дена кога ми беше све спремно и јасно, тек тогаш имав обид за квалификации кои успешно ги поминав. Се вкупно изводав 650 мили некаде. Сам беше и таму. Да, цело време, да. Како се подготвуваш ментално за пошто ќе бидеш недели во сам, значи? Не знам, многу книги читам генерално. Пробувам да излезам од тој мајндсет обично кога те водат лоши мисли. Дишењето секако, медитација, ништо посебно. Тие се работи што ќе те одржуваат во здрав менталитет. Како изгледат последните денови пред тргнување и практично и емотивно? Возбудливо, едва чекам искрено, да. Возбудливо, а имаш страв нешто или? Страв постои, секогаш е тука стравот, не е дека цело време е стравот тука, обично стравот доаѓа кога немаш што да правиш. Кога си на пауза, тогаш почнува и мозокот да работи, али мене ми е баш окей, интересно. Возбудливо. Кој елемент од опремата ти влева најголема доверба, а за кој се уште си несигурен? Или нема такво нешто? Нема нешто такво што не сум сигурен, а најмногу што би ми требало е аутопилотот, пошто тоа е тоа што ме вози цело време без да бидам јас надвор. Ке имаш ли контакт со надворешниот свет или ке бидеш Тотално сум сам, да, имам сателитски телефон кој што можам да комуницирам со копно, обично, не знам, на 3-4 дена се пишува апдейт дека се наоѓам на тоа место и дека све е окей.
Надвор од тоа нема да има никаква комуникација. За да знаат барем луѓето каде си, дали си жив, дали си добар. Може тоа да го пратат од на GPS-от, имам линк на Instagram профилот, така да ако имам батерија и струја, на секој 2 сати пингам за позиција. Ќе ни кажеш малку која ќе биде рутата, од каде ќе почнаш? Секако, првата етапа почнува од Португалија, завршува во Канарски, тоа се некаде 700 наутички мили. По завршување на таа почнува втората и главната трка од Тенерифе до Мартиник. Таа сама трка е некаде 2800 наутички мили и не би требало да трае повеќе од 30 дена ако условите ни дозволат. Колку време ќе бидеш во океан? На отворено 2 месеци, така или? На 40 дена е дрење во само целокупно. Се надевам главното ќе го завршиме за 26-27 дена. Али сепак тоа не зависи само од нас. Да. Кој дел од преминот го сметаш за најтежок? Временските услови, спиењето, храната, досадата? Дефинитивно спиењето е малку позафркнато. Затоа 3 месеци пред се спремаме, обично намалуваш спиење 3 месеци пред, лека по лека се адаптираш на малку спиење. Првата етапа е малку потешка поради густ сообраќај и неколку други предизвици за време на патувањето. Вторава етапа, ризикото е тоа што си надвор од секаква конекција, нема никој околу тебе, и ако поголеми бранови и посилни ветрови има, сепак е по-стретчд аут све и е полесно за управување за нас. Колку натпревувачи може да кажеме дека се? Да, ова е 4-та едиција. 18 пријавени имаше, само 8 успешно ги поминавме квалификациите, така да после тоа што ќе се случи не знаеме никај. А во ова време, например, вие што ќе бидете 8, ќе бидете близу до еден до друг или секој ќе си оди сам? Не. Обично тоа сите се губат после неколку сати. Да, имаме прозор за старт, секој си стартува кога сака. За време на тој прозор, али реално нема да видиш. Генерално 15 километри околу, евентуално ако види во најдобри услови. Значи кога го кажуваш дека ќе бидеш сам, ќе бидеш тотално сам. Да, тотално, да, и да сакам нема да има некој. Што најмногу очекуваш со возбуда кога ќе бидеш среде океанот? Не знам, валја да фатам некоја риба. Ке можеш да фатиш риба таму? Се надевам. Добро ќе ми дојде свежа храна. Да, јас видов и во видеото што беше за квалификација, имаше и многу дожд. Како се спремиш за сето тоа, пошто може да има многу дожд, може да има многу ветер, не знам. Па за рокот од 30 дена сигурно сите услови ќе ги искусиме. Генерално не ми пречи дождот, окей ми е, немам проблем да бидам воден. Долго време го правам ова. Поголем ризик се малку брановите, дека не се во мои раце, не можам тоа да го контролирам. Иако ветерот е пресилен, има начин како да се справува со тоа, али за брановите едноставно нема што да се прави. Што значи слобода за тебе кога си сам на море? Слобода? Не знам, ова е длабоко прашање. Не можам толку лесно да ти го доловам. Дали се чувствуваш слободен? Мислам, баш слободен. Секако, јас и на копно се чувствувам слободен, така да битна ми е слободата, али би ја дефинирал како да немаш потреба од надворешни некои работи. Таа ми дава слобода. Што правиш за храната? Како се подготвуваш? Обично се готови храни, војнички што се спремаат само со топла вода, не се вкусни, али ги има доволно калории и протеини што би ми биле потребни за патувањето. Другото е нешто од зеленчук и овоше што би било поиздржливо за подолги рути, иако тоа би траело само недела, максимум до 10 дена. Другото е конзервирано и барз, не знам, крекери, бисквити и такви работи. Веќе си подготвен, да, нормално. Веќе си подготвен за целото, така? Да, апсолутно. Те видовме и пиперки да правиш. Имаме и лимон, имаме и јаболка. Супер. Ако можеш да ме кажеш сега како реагираат твоите најблиски за оваа авантура, да кажеме? Поддршка се дефинитивно во секое време. Мислам дека потешко им е него на мене, пошто ме мисла дали што би се случило, како би се случило, сепак е долга рута, сепак е ремот place кај што одам, али тука се стално во секој момент. Да. Те имат каже на некој you're crazy, јас ти кажав. Да. Ама може би се случна често. Често го добивам. Често. Јас колку те познавам, ти си многу трпелив човек.
но можеби си научил уште повеќе низ целиот овој проект. Што си научил за трпеноста и истрајноста? За издржливоста, јас би рекол, се научив многу и тоа е нешто што секој ден го учам од мојот живот. И како да си ги контролираш мислите и како да не дозволиш ситуацијата да ти влијае врз своето емотивно стање. Него ти да влијаеш конкретно како што треба за ситуацијава. Мислам дека можеби има и многу луѓе што сонуваат за нешто слично да прават, за едрење, но никогаш не почнуваат. Што би им порачал ти? Да почнат без да се мислат. Тоа е првиот чекор. Да. Патот ќе се покаже полека. Знаеш ли веќе што ќе правиш по преминот или ќе одлучиш кога ќе пристигнеш? Реално немам некоја замисла, не ни сакам моментално да планирам нешто, знам дека ќе си земам одмор и ќе си уживам на Кариби малку. После тоа не знам. Не сакам да планирам. Други надпревари можеби. Да, тоа секако, неизбежно. Како мислиш дека твоето патување ќе ги инспирирате другите, особено младите од Струга? Немам појма. Што е за инспирација? Немам појма како би ги инспирирал. Мислам дека негативно би ги инспирирал родителите на тие мали деца. Али се надевам позитивно, до сега само позитивни пораки сум добивал, сите се возбудливи, сите прашуваат некој подетално, некој поопширно, така да се надевам дека позитивно ќе им влијае на сите. Да, јас мислам дека ова е, значи ти кажуваш многу не само за тоа што ќе одиш едрење, нормално дека е ризично и сето тоа ќе го правиш, но многу кажува и за тоа дека го правиш тоа што го сакаш. Значи без мислење, без да го мислиш и ризикот, го правиш тоа што го сакаш. Да. И мислам дека и ова е многу добра порака, нели? Да, апсолутно. Може и тоа да се одвои како порака. Ти имаш една страница, што можеме сега да кажеме за гледачите, која е страницата за да те следат и знам дека таму се донира и даде за поддршка за тебе. Дали може се уште и кога ќе тргнеш? Да, може се уште. Добро, ако може да страницата, линковите се на мојот Instagram профайл. Имам блог каде што веќе 2 години пишувам апдејти за надпреварот, пошто е дел од правилата од надпреварот. Под тие линкови ќе се најде и линкот за донации за луѓе што сакаат да помогнат во ова. Дел од донациите ќе одат за едрилчарскиот клуб Снегар Струга и за младинциве за напредокот нивни. Така сите тие што не слушаат, нека видат на линкот и кој сака да поддржува или да даде поддршка, зашто да не. Ердал, нешто друго што би сакал да кажеш пред да тргнеш за Атлантик? Ништо, ќе се видиме за скоро време, се надевам пак. Да, секако. Јас ти посакувам многу среќа, ти посакувам да уживаш во сето ова и ти благодарам многу за... Благодарам на времето. Фала ти.